Власта продолжува со популистичките мерки на само 5 месеци пред изборите. Иако имаа 7 години време да го решат статусот на над 1000 вработени во јавното здравство, дури сега најдоа за сходно да ги вработат на неопределено. Се чини дека изборниот фолклор за вработување пред избори, кој СДСМ претходно го критикуваше, не само што не го искорени, туку и го засели. Премиерот и министерот за здравство денеска најавија дека 1117 лица ќе бидат трајно вработени во здравствениот систем. На денешната владина седница донесовме одлука за одобрување на вработување на неопределено време во јавните здравствени установи во земјава за вкупно 1117 лица. Се работи за работни места за кои здравствените установи имаат доставено податоци за вработување на приоритетен кадар. И министерот за здравство Меджид не ја испушти приликата да се пофали дека ги решавале проблемите со вработувањето во здравството, ама заборави да напомене дека тоа го прават баш сега пред избори. Денеска решаваме статус на 1117 лица медицински персонал, помошно-технички персонал, хигиеничари и возачи. Со одлука на влада се отвара можност за вработување на неопределено време во јавните здравствени установи. Средствата за одобрените вработувања на неопределено време се обезбедени во рамки на јавните здравствени установи и Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија. Овие решенија за вработување се само дел од низата на тоа што дел од јавноста го толкува како предизборен подкуп или влијание врз гласачите. Претходно во 5 до 12 на десетици институции им текна дека имаат недостаток на соодветна работна сила. Па и покрај овие решенија за неопределено се отворија и над 1000 нови огласи за вработувања. Над дури 500 вработувања се најавени во државните електрани, 80 огласи за работа во Агенција за администрација. 41 нов работник се бараат и во Фондот за здравство. 15 нови му требаат на османи во МНР. 10 нови кадри ќе има и во транспорт и врски. 8 во Министерството за информатичко општество, исто толку и во Општата болница во Велес. И не е само тоа. Во ек на предизборите, власта реши дека ќе тера кампања вредна околу 300 милиони евра, каде ќе не убедува колку е добра Европската унија, а дел од кампањата ќе се поклопи и со предизборната председателска кампања. Како врв на случувањата е и предлогот на владата, односно на министерот за финансии, кој предлага од 1 јануари секое министерство, предпријатие, акционерско друштво, агенција, општина, само да си го прави планот за вработување, односно повеќе да нема потреба да добиваат дозвола од Министерството за финансии. Со таквиот закон, голем дел од познавачите предупредуваат дека ќе се случи колапс на системот и дека ќе се загуби и онака слабата контрола за вработување на јавната администрација.